Стапија на сила измените во работата на стоматолошките ординации. Министерството за здравство ги задолжи здравствените домови во целата држава да отворат стоматолошки пунктови или дежурства на стоматолозите, но само за болка што не се трпи. Во градовите каде што нема услови за работа во воредни околности во здравствените установи, работата ја преземаат приватните стоматолози. Таков е случајот со Кочани, каде што стоматолозите се договорија на една недела ќе се менуваат со работа и дежурства, односно ќе работи само еден дежурен во својата стоматолошка ординација и ќе ги прима сите итни случаи. Согласно препораките на Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување во соработа со стоматолошката комора, а врз основа на Законот за здравствена заштита, се врши реорганизација на стоматолошката служба и тоа на два начина. Организирање на итна стоматолошка служба во здравствените домови, тоа е првиот начин, или воведување на дежурство од страна на матичните стоматолози. Со цел пациентите да бидат збринети, Стоматолошката комора на Македонија изготви план и распоред на дежурства, како пациентите им биде пружена итна стоматолошка помош. Меѓутоа, морам да напоменам дека во услови на пандемија на стоматолог пациент треба да се водат само кога имаат итни состојби, односно состојби за кои се смета дека можат трајно да го нарушат општото орално здравје. А тоа се следниве состојби: силна постојана заболболка која сама по себе и со примање на аналгетици не поминува, потоа акутна инфекција кога постои оток, тешко отворање на устата, зголемена телесна температура, во услови кога има поголеми крварења кои не стопираат подолг временски период, како и подрачје во подрачјето на забите, односно фрактури или скршени заби, со цел за да не дојде до оштетување на оралната празнина. Пациентите кои имаат проблем треба да се јават на својот матичен стоматолог. Начинот на спроведување на дежурства е следен. Одредена стоматолошка ординација или одреден стоматолошки тим ќе дежура недела време од понеделник до недела. Меѓутоа, пациентите што е битно во овој период да се придржуваат. Сите матични стоматолози ќе бидат достапни на телефон од 8 до 20 часот. Во тој временски период, пациентите кои што ќе осетат болка треба да се јават на својот матичен стоматолог и во консултација со својот матичен стоматолог, матичниот стоматолог ќе процени дали истиот пациент треба да се јави во дежурната служба или нема да се јави во дежурната служба. Тоа е едната работа. Втората работа, ако открие стоматологот дека пациентот има потреба од итна интервенција, тогаш самиот матичен стоматолог се јавува на дежурниот стоматолог. Овој му кажува час, време или термин кога да дојде пациентот, се со цел да има што помалку фреквенција на луѓе. Или, ако се придржуваме на препораките на Министерството за здравство, во чекалната не треба да има ни еден пациент, може да дојдат деца до 12 години со родител или старател, и затоа телефонски се закажуваат посетите, бидејќи од интервенција до интервенција има посебен протокол на дезинфекција на самата амбуланта и на стоматолошкиот стол, така да сакаме да ги избегнеме сите можни компликации. Уште нешто сакам да напоменам, знам дека за пациентите можеби ќе биде малку напорно и тешко пронаоѓање на нашите амбуланти, во зависност од тоа кој ќе биде дежурен стоматолог, меѓутоа ние побаравме како стоматолози овие дежурства да ги вршиме во болницата во Кочани, како би се одвивале на едно место, меѓутоа не нидовме на разбирање, а сепак за да излеземе во пресна на пациентите се одлучивме на ваквиот чекор. Една препорака за пациентите, а таа не е време за паника, туку време за почитување на препораките и протоколите кои се дадени од страна на надлежните институции. Со цел унифицирано работно време, дежурните стоматолози ќе работат со работно време од 10 до 16 часот, секој работен ден од понеделник до петок, а во деновите од викендот ќе бидат на повик, додаде доктор Манасиев и ги замоли сите стоматолози и пациенти да се придржуваат на ова работно време, бидејќи истото е препорака од Министерството за здравство. Инаку ова се прави бидејќи стоматолозите ќе се активираат како ресурси во системот доколку има потреба. Согласно законот, во услови на воредна состојба, Министерството може да ги ангажира сите постојни кадровски потенцијали таму каде што е најпотребно. Затоа од Министерството за здравство ги повикаа стоматолозите да бидат спремни да помогнат на здравствените домови и болници ако има потреба за такво нешто.